Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Пратениците на ВМРО ДПМН од Прилеп бараат законски да не се увезува тутун додека не се откупи домашниот тутун. Министерството за внатрешни работи распиша оглас за прием на 150 нови полицајци. Конфи ангел со донација за студентскиот дом по повод Европските олимписки младински игри кои што ќе се одржат во Скопје. Вработен во Шумско му ги одзел дрвата на дрвокрадецот, па ги продал. Прилепчанец со својот автомобил излетал во близина на Тополчани и се здобил со тешки повреди. Времето денеска сончево и топло со температура до 33 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот по крај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди, моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филипуска. Прилепските пратеници од ВМРО ДПМН најавуваат измени на законот за тутун и производи од тутун. На средба со министерот, пратениците од Прилеп Петар Ристевски, Билјана Кузмановска и Дејан Продановски за законски измени да не се увезува тутун додека не се откупи домашниот тутун. На средбата со министерот за земјоделие Цветан Трипуновски по објава на Facebook, пратениците договараа за измени и дополнување на законот за тутун да не може да се увезува ситно лисен, ориентален тутун додека не се откупи домашното производство.
Според објавата на пратеникот Ристевски на средбата со министерот, се разговарало за состојбите во земјоделството и предлагање на законски решенија. Пратеничката Кузмановска пак на својот Facebook профил за истата средба објави дека договорот со министерот е да се има сигурен откуп, фер цена за тутунарите, а пратеникот Дејан Продановски за средбата со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски напиша дека покрај разговорот за законот за тутун дискутирале и за предизвиците и можностите за унапредување на земјоделството во државата. Компанијата Конфи Ангел со донација за студентските домови, повод Европските олимписки младински игри во Скопје. Компанијата Конфи Ангел во соработка со Министерството за спорт донираше 1400 пара перници и 220 подлоги за јога за потребите на Европските олимписки младински игри Скопје 2025, каде што ќе престојуваат дел од учесниците на овој настан. Со оваа донација, Конфи Ангел се вклучува во подготовките за еден од најзначајните спортски настани што ќе се одржи во Скопје. Оваа донација директно ќе биде корисна и за студентите кои ќе бидат сместени во Државниот студентски дом Скопје за учебната 2025-2026 година. Министерството за внатрешни работи објави јавен оглас за прием на 150 униформирани полициски службеници кои ќе бидат распоредени во секторот за внатрешни работи Скопје. Заинтересираните кандидати треба да имаат завршено 4-годишно средно образование, да се државјани на Република Македонија и да не бидат постари од 25 години. Потребно е добра физичка подготвеност и висина од најмалку 170 см за мажи и 160 см за жени. Кандидатите не смеат да бидат членови на политичка партија. Селекцијата ќе се спроведува низ неколку фази: административна проверка, физички тестови, психолошко и писмено тестирање, интервјуа, безбедносна проверка и здравствени прегледи. Пријавувањето се врши во секторите за внатрешни работи низ државата, а рокот за аплицирање 15 дена од денот по објавувањето на огласот. Избраните кандидати ќе поминат едногодишна обука во Центарот за обука на Министерството за внатрешни работи, пошто следи вработување како полицаец, приправник со обврска за останување во службата најмалку 5 години. Вработен во Шумско му ги одзел дрвата на дрвокрадецот, па ги продал. Од полициската хроника приведено е лице од Крушево кој што е злоупотребил службената должност. Прилепчанин се здобил со тешки повреди, излетал со своето возило. Имено вчера во 13 часот и 35 минути пред угостителски објект во Демирхисар, полициски службеник од ОВР Демирхисар го лишило слобода лицето ТО 46 години од Крушево. Тој се сомничи дека како вработен во шумското претпријатие во Крушево извршил кривично дело по член 353 од Кривичниот законник, злоупотреба на службена положба и овластување, на тој начин што како службено лице одзел нелегално исечени огревни дрва со приколки и ги продал на друго лице. По целосно документирање на настанот, против него ќе следува соодветна пријава. Се уште не е јасно која била причината поради кој прилепчанец вчера излетал со возилото во Тополчани и при тоа се здобил со тешки телесни повреди. Се случило во 13 часот и 15 минути до 17 часот и 10 минути. Кога во ОВР Прилеп е пријавено дека во селото Тополчани Прилепско патничко возило Југо со прилепски регистарски ознаки управувано од лицето J.T. 67 години од Прилеп излетал од патот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот, констатираа во градската болница Борка Талевски Прилеп. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло. Температурата во Прилеп изнесуваше 33 степени, а УВ зрачањето изнесуваше 9. Синоптичарите за утрешниот ден предвидуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, јули 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.